Завршени се подготовките за активностите поврзани со престојниот попис на населението, домакинствата и становите. Најобемната статистичка операција, што не е спроведена во нашата држава веќе 2 децении, ќе стартува в недела на 5 септември. Во неа ќе бидат вклучени 50 пописни реони. При тоа ангажирани се теренски попишувачи кои преку директна посета на домакинствата ќе ги евидентираат податоците, а освен тоа за граѓаните кои се наоѓаат во странство, овозможено е да се само попишуваат по електронски пат. Од владата потврдија дека подготовките за пописот во најголем дел се комплетирани и се очекува граѓаните да се вклучат во активноста и да помогнат таа успешно да се реализира. Во сите комисии на 50 пописни реони завршија обуките на реонски инструктори и потоа и на реонски попишувачи. Во деновите до недела, кога во 8 часот наутро попишувачите ќе излезат на терен, ќе се вршат дополнителни обуки, но и обиколка на пописните кругови со кои се задолжени попишувачите. До недела секој попишувач заедно со својот реонски инструктор ќе направи и план за движење низ пописниот круг, се со цел ниту еден објект, ниту едно домаќинство да не остане неопфатено. Сигурни сме како влада дека граѓаните со доверба ќе ги примат попишувачите и ќе им ги дадат потребните податоци кои што ќе овозможат подобра иднина за сите нас и се разбира за земјата во целина. Според официјално достапните податоци, до сега по електронски пат апликацијата за само попишување ја пополниле и испратиле 190.890 граѓани кои живеат во странство. Бројката има тренд на постојан пораст. Од Државниот завод за статистика ги повикуваат сите иселеници без оглед на која етничка заедница припаѓаат за само 10 минути да го дадат својот придонес во утврдувањето на реалната состојба со населението, а со што ќе помогнат во идниот развој на сопствената татковина. Инаку, општина Кочани, заедно со соседните Зрновци и Чешиново Облешево, го сочинува пописниот реон 13, во кој пописот ќе го реализираат 104 попишувачи, од кои по 3 се од турската и влашката популација, а 4 од ромската етничка заедница. Нимки им помагаат 11 пописни инструктори. Во општина Виница пак ангажирани се вкупно 49 попишувачи, од кои 3 од турската и 1 од ромската заедница. Бројот на реонски инструктори за пописот во оваа општина изнесува 5. Одборот за доделување награди на општина Кочани на седницата што е одржал на 1 септември донел одлука наградата за значајни остварувања за развојот на општината да му ја додели на Благој Веселинов, актер во Македонскиот народен театар. Тој има повеќе значајни улоги на филмското платно, маркантна личност во културното живење и добитник на наградата Звезда во подем на Берлинскиот филмски фестивал. Оваа година одборот одлучи наградата на општина Кочани за животно дело постхумно да му ја додели на културниот работник Борис Стојчев, уметник, истражувач и собирач на народни умотворби од Кочанско, основач на Околискиот народен театар на Кочани. Највисоките општински признанија ќе бидат доделени на свечената седница, што Советот на општина Кочани ќе ја одржи на 7 септември, денот на ослободувањето на градот. Поради општата здравствена состојба, седницата ќе се одржи со ограничен број посетители според протоколите за заштита што се утврдени од страна на владата. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја изготвило завршната верзија на Законот за земјоделско земјиште со сите забелешки од страна на засегнатите страни. Законскиот текст е доставен до владата, а понатаму во текот на овој месец треба да се достави и во собраниска процедура. Во текот на дебатата во изминатиот период најмногу внимание било посветено токму на забелешките, односно во делот на пренамените на земјиштето, за да не се ограничи урбаниот план на општините со земјоделско земјиште, информираше ресорниот министер Аријанит Хоџа. Во делот на забелешките, значи, знам дека таму е прифатено во делот на пренамените, каде што продажбата на земјоделското земјиште да не се направи каде што се граничи урбаниот план на општините со земјоделското земјиште. Значи, тоа беше првенствено за да може да се има простор и општините во нивниот дел на креирање на политики, но и самите тие што ќе инвестират во купување на земјиштето, да знаат дека тоа ќе биде границата до каде може да се
после тие 10 години што ги зборувавме, за да можат да ги предвидат своите планови. Значи, во суштина, сите тие што беа коректни, во делот, ево, например, беше да се трне делот на стратешки инвестиции, тој дел целосно е трнат од законот, значи прифатено од страна на Федерација на фармери, мислам, беше предлагач. И сега и другите детали што реално, значи, треба да ги видиме во законот, но ви гарантирам дека по дебатите, и тоа не само една, на 3 дебати, на ЕНР коментарите, се што беше доставено и се што беше аргументирано е прифатено, и мислам дека веќе имаме закон што самите земјоделци го барат и што доаѓа изворно од нивните потреби. Во однос на големината на парцелите, министерот Хоџа појасни дека тие нема да бидат ограничени, односно за оние што поседуваат поголеми парцели, владата ќе одреди до кој процент ќе можат да се купуваат од страна на самите концесионери. Министерот додаде дека првата постапка за земјиштата според процедурите и согласно законот ќе биде понудата на оние што веќе имаат договори за закуп, а потоа и за слободните земјоделски земјишта. Општина Зрновци доби ново инклузивно детско игралиште во рамки на постојниот етнопарк, со што е дополнета неговата функционалност. Уредувањето на просторот за забава и рекреација на најмладите е со донација од Националната федерација на фармери, како дел од проектот From Disability to Foodability, што финансиски е подржан од Шведската агенција за развој. Набавката и поставувањето на опремата и 11 реквизити во детското игралиште целосно го реализираше Федерацијата на фармери, со што е уреден простор каде што децата со посебни потреби ќе се чувствуваат пријатно и слободно и директно ќе можат да комуницираат со останатите деца со и без попреченост. Градоначалникот Блаже Станков вели дека се работи за реквизити изработени од дрво, лесно пристапни за најмладите, што одлично се вклупуваат во етнопаркот. Општината сака со реализацијата на овој проект да придонесе за развојот на инклузивниот образовен систем во локалната заедница, истакна Станков. За олеснување на пристапот до етнопаркот и до новото детско игралиште, локалната самоуправа на Зрновци реализира активности за партерно уредување, изградба на сервисна улица и обезбедување паркинг простор за посетителите. За оваа намена се инвестираат над 1,5 милион денари, обезбедени преку Бирото за регионален развој на Министерството за локална самоуправа. Освен секојдневното сервисирање на сметот и останатите активности, одржување на јавната чистота во градот и населените места, како обезбедување и снабдување на граѓаните со чиста вода за пиење, Јавното комунално предпријатие Солидарност од Виница во текот на летниот период, поради зголемената фреквенција на луѓе повратници од странство, се соочи со одредени комунални проблеми во делот на собирањето на отпадот, како и со зголемена потрошувачка на вода, при што дополнително отежната е ситуацијата и со сушниот период годинава. Континуирано го решаваат и проблемот со недостиг на вода во ридско-планинските села, каде се врши дотур на вода со цистерни. Ние имавме прилив по наша процена некаде околу 4 до 5 илјади наши сограѓани во општина Виница кои што работат и живеат во странство, кои што минатата година не дојдоа поради короната. Теколно моментално имаме проблем со или недостаток на вода во ридските населени места, односно во селата Трсино, Крушево, Калиманци, Грлани, Драгобрашти. И таму вршиме континуирано дотур на вода со цистерина, технички исправна вода за пиење. Моментално најактивни сме во делот на индивидуални приклучоци на новите водоводни линии, односно на заменетите водоводни линии, кај што претходно на 11, сега на 5 улици се менуваат старите азбесни цевки со нови полиетиленски. Моментално работиме на индивидуално приклучување на секој домаќинство на овие нови линии. И моментално во тек сега работиме на монтирање на 182 контејнери, донација од делегацијата на Европската унија. И правиме распоред, штом ќе биде завршено со монтирањето на контејнерите, бидејќи тие се во делови. Правиме распоред каде ќе бидат заменети старите, каде ќе бидат, на кои пунктови ќе бидат додадени нови контејнери или с големен број на одредени пунктови и воопшто нови пунктови каде што ќе поставиме контејнери. Тоа е тоа што го работиме покрај сите други редовни активности, како собирање на ѓубре, испорака на вода за пиење. Во завршна фаза или во подмината фаза е проширувањето на филтер станицата за преработка на вода, каде што
веќе сте запознаени, постојниот капацитет од можност, односно за преработка на 110 литри вода во секунда се зголемува со ова проширување на 150 литри во секунда, со што долготрајно и долгорочно ќе биде решен проблемот или ќе биде за војнина решен проблемот, Виница никогаш да не остане без вода. Директорот Трајков со апел до сите водокорисници од општина Виница во известниот период поради долготрајната суша и екстремно високите температури и наглото намалување на водостојот и издашноста на изворите за рационално користење на водата за пиење, тоест водата да не се употребува за поливање на бавчи, ниви и слично. Инаку сите корисници наскоро ќе имаат можност на користење на функцијата електронско плаќање на фактурите за комунални услуги преку веб страницата на предпријатието jpsolidarnost.mk. Одбележувањето на Денот на независноста 8 септември го вклучува и Кочани во програмата на организираното мотоциклистичко рели, што годинава по 30 пат го организира Македонската мотофедерација низ целата држава. Во тридневното возење низ повеќе градови се вклучува и мотоклубот Желки од Кочани, кој со своите членови ќе учествува и во организацијата на релито. Според информациите од Момчило Хаджипаунов, председател на Кочанското мотоциклистичко здружение, в петок на 3 септември околу 400 учесници во релито ќе направат обиколка низ Кочани. Овде ќе ја имаат и првата попатна пауза, а во периодот меѓу 11 и 12 часот учесниците ќе престојуваат со кафе и ужина кај градскиот стадион во Кочани. Потоа својата рута ќе ја продолжат кон Делчево, Берово, Струмица и Охрид. Мотоклубот Желки од Кочани како рамноправна членка на Мотофедерацијата со овој настан на сите граѓани и граѓанки на Република Македонија им го честита 8 септември. При тоа испраќа порака до сите мотоциклисти при возењето да носат кацига и задолжително да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Настанот се организира и со финансиска поддршка од општина Кочани. Меѓународниот фолклорен фестивал Истибанско здравоживо и годинава, како и лани, ќе се одржи онлайн. Ќе учествуваат повеќе од 30 ансамбли од Македонија и светот. Ова е 36-то издание на фестивалот, а ќе се одржи од 10 до 16 септември во 3 фестивалски вечери. Ансамблите учесници имаа за задача да испратат неколку минутно видео со настап на фолклористите. Годинава меѓународниот фолклорен фестивал Истибанско здравоживо, кој е член на светските организации ЦИОФ и ИОФ при УНЕСКО, единствено од Македонија, ќе се реализира по 36 пат. На него беа поканети 10 ансамбли од странство и 10 ансамбли од Македонија, со тоа што програмата се одвиваше онака како што и претходно се реализираше, но поради последните мерки од владата за заштита од коронавирусот, принудени сме фестивалот да го организираме онлайн со 3 фестивалски вечери со учество на повеќе од 30 ансамбли од светот и од Македонија и тоа ќе бидат интересни, ќе оди онлайн фестивалот на YouTube каналот на Китка и на Facebook страната на Китка и на фестивалот и ќе огледа целиот свет фестивалот, а исто така и канал 8 треција ќе продолжи и тие и вие ќе го пренесувате фестивалот онлайн сите 3 фестивалски вечери. Што е битно исто така, ние другите придружни манифестации за жневање на Орис, пригодна изложба за фестивалот и за Китка ќе си ги реализираме без присуство секако на други учесници фолклористи од Македонија и од светот и се надеваме дека фестивалот идната година ќе се врати во првобитниот сеј и ќе биде реализиран како што и му доликува, за да уживаат во фолклорот и традициите на народите и жителите на Истибања, општина Виница и целиот регион од источниот дел на Македонија. На Истибанското здравоживо, кој е светски реномиран фестивал, во изминативе 35 години, освен домашни, учествувале и странски ансамбли од разни континенти, а фестивалот го посетуваат голем број граѓани ширум републиката. Организатори домаќин секоја година е фолклорниот ансамбл Китка од Истибања, кој во своето 45 годишно постоење скоро и да нема земја во која фолклористите не зеле учество.